Кога ќе се сретнат женет и неженет, секогаш се завидуваат еден на друг. Добро вечер. Добро вечер. Сега ќе дојде кај да не се секирај, да? Ќе дојде, Па ќе дојде. Ајде! Здраво. Ајде, Игорче, повеле, седне. Шо правиш, добар ли си? Добар, да, сега. Супер. Ме баравте, повелете. Те барав, Игорче, да. Сакам да ги запознаеш луѓето. Ова е Киро од СДСМ. Здраво, Игор. Киро, имаш ли представа која е оваа господја? Немам представа, не знам. Ова е мајката на твојата девојка Сара. Мило ми е, јас сум Игор. Мене не ми. Има никаков проблем? Игорче, има проблем, да? Значи ти си наш, ти си ВМРО-вец, така 100%, до балчак што се вика. Така е, да. А ние дознавме дека твојата девојка Сара е комуњарка, северџанка, СДСМовка, како сакаш наречи ја. И таквата врска однапред е пропадната, како да ти кажам. Нема потреба од мешање на крв. И јас нема да дозволам како мајка ќерка ми да се вуцара со некој ВМРО-вец. Одма да ја раскинеш. Одма! Игорче, од толку бе ВМРО-вски фрајлички, мораше ли бе да ја најдеш Сара и со неја да се фатиш со една најобична комуњарка? Госпожа, извинете. Прва работа. Втора работа. Ева, например, утре ќе решиш да се жениш со Сара, така? Кој ќе ти биде кум, бе? Кој од нашиве ќе ти биде кум? Кој од нашиве ќе сака да благослови брак меѓу ВМРО-вец и комуњарка? Никој! Дали ме разбираш? Така што, Игорче, внимавај, пред тебе е кариера, пази шо правиш. Не ми се верува што слушам. Не ми Да ти се верува. Мора да има ред и поредок во оваа држава. Се знае, СДСМовско момче со СДСМовско девојче, ВМРО-вско момче со ВМРО-вско девојче. И ако не ја раскинеш, да знаеш дека ќе најдам тројца тепачи, ќе убијат Бога у тебе. Ева, обеќавам пред сите тука. Госпожа, ја ќе се приклучам на вашава идеја. Јас ќе најдам уште тројца наши, а бе мелено месо ќе те направиме. Раскинувај со Сара. Абе, чекајте, луѓе, чекајте. Што да чекаш? Раскинувај со Сара. Одма да ја раскинеш. Одма да ја раскинеш со Сара. Ајде марш из врата. Одма да изврата. Викам да чујам, значи одма да ја раскинеш. Куда Да ја раскинеш на Сара. Со комуњарка си Раскини на Сара. Одма да ја раскинеш. Не, оставите ме! Оставите ме! Каков сон, човече, каков сон. Не ми се верува. Од печурките ми ела. Ова ми од печурките, сигурно не да мише печурки. Леле, колку беше страшно, па кога ми почна да ми викаат, човече. Среќа немам женска. Гледаш, и љубовта знае да биде проблематична. Никак печурки, само Македонија. Извинете, дали може кратка анкета? Може? А според администрацијата на САД, првите 6 дена од војната против Иран ја чинеле Америка 11 милиарди долари. Што ќе кажете за ова? За 6 дена 11 милиони долари. Милиарди. Милиарди долари! Мислам, пола свет гладува и нема вода за пиење, деца умираат за корка лепа, овие се луксузираат со дронови и ракети, бе. Мислам, нема посебичен род од човечкиот изрод. Што да кажам? 11 милиарди за 6 дена. По 20 години во Хрватска е воведена воена служба. Првите 800 регрути ја започнаа својата двомесечна обука, а за тоа ќе добиваат плата од 1100 евра. Не е само Хрватска, воен рок воведоа и други европски држави со цел да ја зајакнат територијалната одбрана. Ако војната тропа на врата, треба да се спремиш, нели? Па и ние да го вратиме војниот рок, а? Нема потреба, нас НАТО ќе не штити, а ние ќе се бањаме у Грчка, виар НАТО. Една мајка на својата ќерка за 18-ти роден ден ни поклонила силиконска уста. Што збориш, бе? Да. Види, таа која е права мајка на 19-тиот роден ден на ќерка и треба да ја подари силиконско дупе, на 20-тиот роден ден да ја
подари силиконски гради и така додека скрос неа пластифицира, мислам. И тешко сирот тој дечко што ќе фати ова куклава, ќе држи за рака пластифицирана барбика. Него батали тие глупости. Мене, знаеш кој ми е лик на неделата? Кој? Па едно типче од Источна Македонија. Го читав у овој полицискиот бултен. Пази, за една вечер он украл службено возило. После ми одземал милениче на некоја жена што си го шетала по улици. Па оштетил банкомат. После тоа се расправал со некои луѓе, дошло и до тепачка. Значи, човече, толку станавме откачени, што и америчкиве филмови се гола вода за нас. Европската надворешна политика секогаш била ограничена и Европа мора да прифати дека не може да го реши секој проблем во светот, рече Урсула фон дер Лајен. Таа оцени дека Европа повеќе не може да биде чувар на стариот светски поредок. Дечко, ја на европските бюрократи би им препорачала 3 работи. Прва работа се живи и здрави, втора работа нека уживаат додека имаат убави плати и трета работа расцепканата Европа не представува више никаква сила. Тоа да им биде јасно, ни воено, ни политички, ни економски. Така да, другари, не таласајте, лапајте додека има пари, за да не ви дојде тој джандар од Вашингтон па да ви мавне чврги. Најверојатно ќе има распределба на слободно земјоделско земјиште, што го има на секаде низ државата. Абе, глеј, тоа е супер иницијатива, ама не знам ја кој ќе се пријави. Младиве неќет ни трактори, ни мотика. Они би работеле на запад, би рмбале, ама тука неќет да се занимават ни со земјоделство, ни со сточарство. Стариве сакаат, ама нозиве не ги држат, така да иницијативата е супер, ама не знам кој ќе се пријави. Еве, да тргнам од тебе, ти би се пријавил ли да работиш земји? Па, не, овие рачиња се нежни за држање микрофон. Леле. Чекај да те прашам, што си у хороскоп? Јас овен. Чекај сега ќе ти кажеме да што за овца. Овцата цел живот се плаши дека ќе ја изеде волгот, а на крај пастирот, тој што ја чува, прво ја коле, после ја пече на ражен. Ај, чао. 234 советници од општините не поднеле изјава за имотна состојба и интерес во предвидениот рок. Дај го виде. Ајде полиција, ајде Сейф Сити, ој со 300 возеше. Бога Што ми викаш, не те разбрав? Викам советниците, 234 советници не поднеле изјава за имотна состојба и интерес во предвиден рок. Да бе, читав за тоа. Па добре бе, нашиве советници, дечко, работат од сабајле до вечер, они црнчат по цел ден. Зашто? За наше добро. И сега голем дел од нив заборавиле да поднесат пријава, ама тоа не е толку страшно, може некој од нив и нешто кријат. И така натаму. Не е тоа некоја главна тема, бе. Што се замарате со советници, бе? Нема вез. Не го познавам лично, но неговата биографија говори дека тој ќе биде одличен државен обвинител, рече премиерот за Савески. А тој овој новиот што ќе биде? Да. И па види сега, тоа е почеток на независното судство, ја така мислам. Но СДСМ се сомнева во тоа. Па они се сомневаат затоа што тргнуваат од лично искуство дека во нашава држава независно судство е само апстрактна придавка и именка. СДСМ во последно време се многу, така да кажам, неозбилни. Мора малце да се усериозат. По моја се, јас се извинувам, Венко, тоа е. Така. Премиерот и представниците на трговските ланци се договорија поскапување нема да има. Абе, кој е толку наивен да верува на нашиве трговци и на нивните ланци, бе? Шо ти е на те? Па до сега 100 пати кажа нема да има поскапување, 100 пати имаше поскапување на сите производи. Значи, сега со нафтава, све ќе поскапи. Сакаш месни производи, јајцата мислам дека веќе се поскапени, млечни производи, ќе поскапи и таксито, бе, нормално, бензинот отиде нагори, таксито ќе поскапи. Ќе поскапи и квадрат на стамбена површина. Ако е сега, не знам, 1500, ќе стигне до 1700 евра квадратот. Тоа е нормално, значи, црни денови ве чекаат сите вас. Најверојатно и вас ве чекаат црни денови, господин. Не, јас имам еден бизнис кој нема смрт. Добро, со што работите? Ја правам надгробни споменици и имам погребално друштво. Така да, се ќе умре, ја ќе живеам, види. Нема момент, само, еве ти визит картица, за не дај Боже, разбираш, сега, све се дешава. Ајде, за не дај Боже. Ајде. Пријатно.
Другари, ова веќе не се трпи. 28.000 плата. Ај живее бе да те видам со 28.000. Не иде више вака. Абе не иде, ја имам 30.000 да ти кажам, Раде. Да не е машми ки исподсркаме за јадење, верувај. Абе, луѓе, над 154.000 работници у државава зимаат плата под 30.000, така викаат од ССМ. Ја, со моиве 27.000, женска не можам да си фатам. Не, ове, такви се девојчињава се. Ки искочиш со некоја, у 5 минута те праша колку плата зимаш. Ке и кажеш и... Фитил. Толку фитил. Како нема да фати фитил кога ние сме на прагот на сиромаштија? Како и секој трет работник у држава, тоа е. Би, чаре. Шаре, во сабота 14 март во 12 часот и 5 минути одиме на протест на ССМ. Има да викаме, да урламе, да фрламе со јајца по тоа владата, по собранието. Браво бе, Раде, браво бе, Раде. Така треба, доста беше више експлоатирање. Ако треба и бунт ќе кренеме. Така е. Да, доаѓам ја у 11:30 ќе бидам таму, кај се чекам, ајде. Па кај киноцентар да се чекаме, пошто ќе има гужва, важи? Важи бе, добро, значи јас ќе бидам у 11 сат, 11:15 пред киноцентар. Ама што да си облечем бе? По формирчиња Тексас јакна, шо? Ја ќе носам работнички комбилизон. Добро, и ја ќе облечем така нешто по-ненаметливо и нема да се шминкам и тоа е. Па Така? да. Супер, супер. И треба да им даеме на нашите газди до знаење. Доста беше со нивната алчност. Така е. Види го нашиот газда бе. Због ти се не знаеш што да прави со тоа парите, мислам. А ние чирови сватиме од јадење лепи ајвар. Леле бе, Раде, алал ти вера бе. Ти у сабота треба говор да држиш. Алал ти вера. Многу убаво го кажа ова. Леле, луѓе, кој ќе се собереме 50.000 народ таму, а? Овие од Вала ќе се посрат у гаги бе, кој ќе не видат таму, бе. Нема лаба, бе. Така е. Така е, така е. Добар ден, како сте луѓе мои? Здраво, здраво. Што правите бе, добри ли сте? Добро е. А, дечки, сакам да ве прашам нешто. Што правите во сабота? Па во сабота, Кажеш зашо прашуваш? Сега ќе ви кажам. Моја Милена ја знаете, Ја знаем. жена ми. ехе, Слави 48 години во сабот. И си седам со неј и викам, Миленче, кој сакаш да го викнеме на твојот рогенден? Вика, па немам некоја посебна желба, вечерта вика ќе дојдат моите, ова, она, сестра ми ќе дојде, али вика преку ден, зашто да не ги викнеш твоите вработени? Многу ве сака бе моја Милена. А и јас многу ве почитувам. И викам, браво бе Миленче, па ќе ги викнам бе. Зашто да не ги викнам? Така што еве во сабота, ако можете, дојдете на роден ден кај Милена. За јадење ќе има кавијарче. За пиење виски старо 20 години. А за главно јадење скаричка, ама не купечка. Ја лично ќе ви ја правам скарат. Поклони не треба да носите, имаме све. газда ние у сабота Не, ќе дојдеме, нигде нема да одиме, ќе дојдеме кај вас на роден. Ова е огромна чест за нас, газда И дојде. за мене и за Милена. Фала Чекај, ви па многу. не ли се договоривме? Има бе? време, ништо не има време, ќе одиме. Еднаш Милена слави 48 роден ден. Така е. Раде, бе, па се, ово е поштовање, мораме да го испоштуваме Раде. роден ден од ве сега, не Така запрекаваме. е, така е. Аде, ти ако си нешто зафатен, ќе те разберам ако не можеш да дојдеш. Не сега кога колеги ме викаат да нема смисла е да се делам од нив, окей, ќе дојдам, ајде. Е, па одлично, значи договорено. Договорено. Сабота, 14 март, во 11 саат кај мене дома. Да нема каснење. Не, бе, какво Ве каснење? молам, да си Ќе го дојдеме. фатиме денот на време. Ајде, се гледаме во сабота. Се гледаме. гледаме Работници во мои, бе, многу ве сакам, бе, многу. Фала ви, Фала газда. што не викнавте. Стварно сте пички, бе. Што сме пики, бе, што сме пики? Јас у живот немам пробано кавијар, бе. Па и виски ќе пијам. Ти ако сакаш не оди еднаш Милена слави роден. Абе, море, виски ќе пиеме, бе. Еј, ти која си пиел последен пат виски? Скара на гаја колку сакаш ќе се налапаме, пус поклон не треба да купуваме, па тоа е седмица на лото, бе. Што да ви кажам, додека има овци, ќе има и волна. Ама ако бе, нека не стрижат до смрт, ако. Ајде. Еве тоа. Не му се погодува на Раде. Добро вечер. Како што и самите знаете, во понеделникот народот се постри пред бензинските пумпи и точеше бензин по стари цени. Дизелот доживеа рекорд и го надмина суперот.
Луѓето беа поприлично нервозни и загрижени за својата возачка иднина. Но, ние вечерва имаме тројца гости на кои нафтената криза им донесе многу среќа. Ајде, одиме со најмладиот. Па, вака ја у понеделникот си се построив во ред и да си чекам за бензин, нели? И чекам, пред мене едно 50 на коли имаше вака по слободна проценка. Ме фати една нервоза, не ми се чека. Многу луѓе пред мене, многу коли. И нервоза ми волца заби да изеда ми у таа нервоза, так ми звони телефон, гледам татко ми, ја му кренав и цела нервоза него ме историв. Му се историв на татко ми. И татко ми вика, синко, не се нервирај, бе. Не се нервира, вика, па таква криза за бензин, вика, имаше и у 93-та година, вика. Грците ембарго која ни лупна, која, вика, ни го затворија Солунското пристаниште, не даваа да го користиме. Вика, и у таа криза, вика, чекавме ред за бензин, километарски колони, у една таква, вика, колона, јас мајка ти ја запознав, вика, она југо возеше, јас стојадин, чекаме, вика, ред, чекаме, ја искачам од колата, она искача, почнуваме некој муабет, после, вика, у чаршија искочивме, вака, така се роди после година дена ти. И ми вика, синко, да не беше кризата, ти немаше да постоиш. Прекрасно, прекрасно. Колку романтична приказна. Ви благодарам. Ајде сега одиме со нашиот втор соговорник. Па вака, јас да ви кажам дека овој понеделник беше најсреќниот ден во мојот живот. Може ли да објасните зошто? Па вака, јас чекам ред да наточам 20 литра бензин за да заштедам 100 денари. И сега колоната беше дугачка. Се движиме полека ко жилки. Знаеш, фаќа нервоза. И удараш некој ме бапна од позади. И ја излагам да се карам нервозен. И сега штетата беше мала, ама нервозата голема. Кога гледам жена ме бапнала, и викам, добро, ма гледаш ли кај одиш, бе, да му се не види, бе. И sad жена дојде културно, вика, извинете. Јас бев таа шугудри. Така. Стојче. И знаете, кога возиш со штикли, многу често се случува да се лизне ногата од кумплукот. Тоа ми се случи и на мене, ми летна колата. Леле, го удрив човекот пред мене. Искачам од кола, човекот почна да вика, и јас си кјутам, му викам, извинете, извинете. Го гледам, познат ми е, го познав, Стојче му викам, ти ли си? Он ми вика, да, јас сум. И ја му се представив, јас сум Васка, твојата школска другарка од средна школа. Заедно сте учеле? Да. Јас и Васка учевме во средно, ми текна мене она беше Васка, седеше во средна редица, трета клупа, позади мене. Ама тоаш беше джгулјава, никаква, сега гледам, госпожа, вози скап джип, дотерана, користи скап парфем, набацила некоја килце, сега таман жена На место. Така. И со Стојче тргна муабетов, од која ме позна, тргна муабетов, абе он се растопи како медуза на плажа у Грчка. И ме покани да излеземе на кафе, и јас прифатив. После кафе вика, ајде, Васке, да идеме на вечера у ресторан. И јас, да, така беше. И јас прифатив, отидовме на вечера. И сега да не ја должам приказката, заклучивме дека и 20-та сме срекно разведени, си разменивме телефони, се видовме пак у вторникот, па у средата. И да ја скратиме тука приказката, јас и Васка се фативме. Браво. Сега видите, некој викаат дека е забеган пошто го нападна Иран и светот го фрли во криза. Ама јас едно ќе кажам. Господ да му даде здравје и да живее уште 100 години господинот Трамп. Да не беше он, јас и Васка немаше да се фатиме и јас немаше да ја пронајдам љубовта на мојот живот. И да ви кажам, да живее Америка, да живее Израел, да живее Трамп, да живее Ајатолахот, да живее Иран, да живее Блискиот Исток и сите да живеат и јас и Стојче да сме среќни. Браво. Тоа е тоа, значи водете љубов, баталете војна, peace brothers, peace sisters, thank you very much и goodbye. Морам да ви раскажам една случка. Ваква смеа одамна ме нема спопаднато. Пред 10 денови дома ни се расипа климата. Викнавме мајстор, мајсторот дојде, стави фреон
Ја испра климата, темек тоа било ептен здраво и си замина. Климата дуваше како нездрава, во позитивна смисла на зборот. Ама за жал таа среќа траеше цели 4 денови. Потоа си продолжи по старо, тоест повеќе дуваше ладно отколку топло. Му се јавив на маестрото и му ја опишав ситуацијата. Беше вторник. Смирениот мајсторски глас отсечно проговори. Доаѓам вечер. Помина вторник, среда, четврток, петок, сабота, ама типчето го немаше. Во недела повторно го барам. 3 пати го барам. 3 пати не се јавува. На крај преку порака му честитав 8 март, бидејќи беше 8 март. Пак без одговор. Некаде приквечер од непознат број му звониме, се јавува од прва. Веројатно се надеваше на нова жртва, ама за жал пак бевме ние досадните. И тука веќе муабетот не е важен, бидејќи од Марс се гледа дека мајсторот е Тапа Џонсон, и како мајстор, и како карактер. 0. Какви се вашите искуства со мајсторите ѕидари, електричари, водоводжии, климаджии, автомеханичари и така натаму и така натаму? Лоше ми се. Зошто? Затоа што не целосно ќе ја завршат работата, за уште еднаш да ги викнеш. Кога последен пат ви се случило тоа и зашто? За машина за пере. Дојде, ја направи и се расипа пак. Да. И пак си дојде? Да, пак дојде и повторно му плативме. Колку ви зема? Па првиот пат со делче, па мислам дека беше 1800, а вториот пат 1200. Значи се на се 50 евра. А толку? Во задниве години може да се каже негативно искуство со мајстори, не дека они не се толку мајстори, колку што веќе општеството не беше заинтересирано за нивните услуги, а напуштија Македонија. И искуството е горшливо и лошо, пошто ги нема. Значи, побрзо ќе нарачаш нешто од Тему и ќе стигне од Кина, отколку мајсторот да дојде од Ѓорче до Волкова да ја заврши работата, дали се плочки, одвод, довод. Јас сум барал мајстор да ти кажам, али не сум можел да ги најдам, па сум станал јас самоук мајстор. Значи го чека мајсторот 1 ден, 2, 3, 5 дена, веќе тоалетот мора да се оди во тоалет и мораш сам да ја решаваш проблематиката, отвараш нешто по профилите, гледаш, се јавуваш по искуство, по другари и ти кажуваат луѓе без стај таква цевка, стај таква чешма и така и знаеш, ќе го решиш на некој начин проблемот. Исто и со градежни мајстори, едноставно ги нема. Луѓето може да ти вети дека ќе дојде, не доаѓа или ќе дојде 2 дена кај тебе ќе работи, ако збориме за градежништвото, па 5 дена има на друго место. Не се толку и они виновни. Да не речам алчност, али потребите за пари се и кај него големи, затоа да не те губи, те вика и тебе ќе ти завршам работа, ми на мене ќе ми заврши работа. На крај на денот на еден ќе заврши работа, другиот најверојатно нема. Но ќе се согласите дека тоа се лаги. Па тоа се лаги, ама до негдека може да му и кажеме да му се и оправдани лаги, зашто веќе времето е такво дојдено што мора тоа да го прави за да и он да обстане или да ги достигне своите финансиски цели. Што можеме со мажот ми сами си поправам. Да. Он е мајстор електричар. Сега веќе пошто помалци има мајстори, и многу време треба да се закаже, па као ќе дојдат, па као не сега, па после некој ден, па после чекајте. Тако речат од 12, може да дојдат и во 4, зависно како... Значи мајстор може да каже доаѓаме во 12, само доаѓа дури во 4. Па може тоа, да. Сте имале таква ситуација на чекање? Да, секако. Оваа констатација ептен држи. Има секакви. Се ако е плочкар, па е и за струја, па е и за местење, и за вода, па местење ламинат, па тоа не знам како може тој да биде некој мултитаскинг мајстор. Универзалец. Универзалец, се да знае. А има такви? Па да, ќе ви кажат, да, може и тоа, можам, да, и ова. И сега, што ќе се погоди добро ќе биде. Што нема да се погоди, здравје. Здравје. Ќе си викнеш друг мајстор. Па нормално, така. На господјава Ич не е било лесно. Мајстор ќе го викнеш и втор пат. Од прва не ја погодува работата? Некогаш да, некогаш не. Кога сте имале последна таква ситуација и со што? Со градба на куќа. Аха, ајде, се Јасно тргнуваме. Да, тргнуваме од почеток. Проблеми со зидарите имавте? Па нормално сите. Секакви проблеми, сакаат пари, малце доснат со работа.
Малце само доцнеа. Малце повеќе. Нема. Колку? Колку за доцнеа? Зависи кој. Меѓутоа се во ред на крај. Се во ред. Значи, ако планиравте куќата да ја направите, да речеме, до декември, куќата излезе готова кога? Другиот декември. Цела година. Па тоа сите го знаат. И девојчево има причини за нервоза. Мајстори. Дефинитивно мајстори, со нив имам во последно време многу работа, така да, мајстори. Подлажнуваат помалце. И тоа и не се секогаш ажурни и така. Откажуваат во последен момент, да. Правите нешто? Моментално се вселувам. Имате нов стан. Честитки, баш убаво. Ви благодарам. Прекрасно, прекрасно. Каде е станот? Тука, во зградава. Може да ја видиме зградата? Да. Еве го тука, на кој спрат? На пети. На пети. Одлично. Колку собен? Двособен. Значи има некаде 60 на квадрат. Како за двајца доволно. Супер. За старт одлично. Сега проблем со мајсторите. И тоа ќе помине. Има и контрапримери. Јас имам еден мајстор кој што долго време ми кречи, така да многу сум задоволна од него. Тој е тука, блиско, кога ќе се јавам, за се нешто што ми треба ќе дојде. Значи кога ќе каже доаѓам во 10, доаѓа во 10. Доаѓа во 10, Човекот многу е збор. добар пријател. Јордан, вие сте мајстор, така? Мајстор за што? Мајстор за столарија. Дали како мајстор се придржувавте до рок? Например, ќе кажете ќе биде готов за 10 дена и за 10 дена е готов. Ја му кажам за 10, ја му го правам за 5. Значи, Не имам друга например Работа? да земам па да го лажам. Значи кај мене немало тоа. И тоа и синот и нукот ги учам тоа, така да биде. Поштено најбо. дали денеска мајсторите се вакви какви што сте биле и вие? Не, воопште не се. Значи, ќе дојде кај мене, ќе работи, па ќе работи на уште едно место, па на трето. После па ќе тој материјал го направи на другиот, мора него да му направи ваму таму, ќе лажи на крајот. Тужи се, прави се, што ќе правиш. Тоа не се. Тоа не е убаво така. Не е убаво тоа. Дефинитивно има чесни и доблесни мајстори. Познавам електричар цар, Сашо се вика. Кај него нема, секогаш има решение. Гоце е невиден мајстор за коли. Бркото што ќе чепне, чепнато е. Васе водоводжијата ги решава проблемите како Балтазар. Столе молерот е легенда. После него не треба чистење. Човекот е жива педантерија. Се тоа креативни и опитни луѓе. Во нив има многу знаење, да ти е кеф да ги слушаш и да ги гледаш како работат. Епа, мајсторчиња, од такви треба да учите. Ќе бидете среќни и вие, а и ние. Кумановчанецот Цветан Арсовски е професор по руски јазик. Ова младо момче има свое училиште или помодерно Академија за странски јазици. Како што може да видиме во последно време, покрај другите европски јазици, индоевропски јазици, покрај англискиот, германскиот јазик, во последно време се поголем интерес има за рускиот јазик. По дипломирањето, Цветан веднаш почнал да предава руски јазик. Почнав да работам со едно дете, имаше само 4 години. Сега имаме над 100 дечиња кои го учат рускиот јазик. 100 деца? Да, 100 дечиња кои го учат рускиот јазик, дополнително плюс и тука не ги вројувам возрастните, значи станува збор за студенти, возрастни луѓе со кариери кои што се јавуваат не само од Македонија, туку се јавуваат и наши луѓе кои што живеат во Канада, живеат во Германија. Тоа се луѓе со големи кариери кои што работат како доктори, како инженери. Наставата со луѓето од странство се води онлайн. Имаме дечиња од Канада, имаме дечиња од Америка, сега во септемвриските уписи што беа. Значи станува збор за дечиња со американско потекло, но имаме и наши деца кои што живеат таму. Сега ги прашавте ли овие американски дечиња зошто го учат рускиот јазик? Да, го изучуваат рускиот јазик затоа што се обкружени, како што кажав, со дечиња кои што се од Русија и од земји околу Русија. Ке делува чудно, ама излегува дека рускиот јазик е во подем. Значи, минатата година имавме околу 80-90 слушатели кои што поседуваа настава по руски јазик. Сега имаме над 150. Највозрасен студент ми е ученик, слушател кој што посетува часови по руски, има приближно 70 години. Зошто младите луѓе се одлучуваат да учат руски?
како предизвик им е тоа што практично имаат можност после завршување на средно училиште да студираат бесплатно, да студираат на еден од универзитетите широм Руската Федерација. Најчесто се запишуваат на Московскиот државен универзитет, се запишуваат на универзитетот во Санкт Петербург. Практично руската диплома е меѓународно признаена и надвор од границите на Русија. Во Европа е признаена и руската диплома? Да, секако. Десетина кумановски матуранти лани отишле да студираат во Русија. Одиме на друга тема. Каде се говори руски јазик? Рускиот јазик се зборува претежно во Русија и земјите околу Русија. Значи, тука станува збор за Казахстан, Туркменистан, Грузија, Украина и другите земји кои се околу Русија. Руски како мајчин јазик зборуваат околу 150 милиони луѓе. Во продолжение една информација што вреди да се знае. Се учи некаде руски јазик во основно училиште во Македонија? Така е. Рускиот јазик се изучува во Куманово, ден денеска се изучува во основните и средните училишта. Арсовски никогаш не учел украински, па логично ни дојде ова прашање. Дали еден русин што не учел украински и еден украинец што не учел руски може да се разберат меѓу себе? Јас имам и пријатели и блиски луѓе кои што потекнуваат од Украина, и тие со мене зборуваат на украински, јас одлично ги разбирам и одлично комуницираме. Јас зборувам на руски, тие зборуваат на украински, но одлично се разбираме. Никаков проблем во комуникација? Немаме никаков проблем во комуникација. Здравствуйте всем, меня зовут Цветан Арсовски, я из Македонии, живу в Куманово, и я преподаватель русского языка. Пока-пока. Или во превод? Јас сум Цветан Арсовски, професор по руски јазик. Ве чекаме во нашата академија и поздрав до сите. Тоа пока-пока? Пока-пока е чао на сите. Чао, да. Значи пока на рускиот чао? Да. До свидања, до гледања, до видувања. Да. А те сакам? Я тебя люблю. Да, и я люблю моих учеников. И всем передаю привет из Скопје, и мы вас ждем на уроках. Или во превод? Ве чекаме на часовите. Ги сакам учениците нешто тоа го? Да, нормално. Ве сакам сите, ви праќам поздрав од Скопје. Пока-пока. Увидим се до скорова. Се гледаме наскоро. Се гледаме. Извини, една минута само нешто да ти кажам. Се осеќа дека доаѓа пролет. Денот трае подолго, времето е потопло, луѓето се порасположени и понасмејани. Се појавува првиот предвестник на пролетта. Не мислам на кукичето, мислам на комшичето што искача на тераса за да сече ногти. Тоа е, значи, ја ако видам комшијата дека искача на тераса да сече ногти, јас знам дека доаѓа пролет. А за пролет е он со ноктарицата на тераса си искача, тапи си ја почиња својата процедура за кастрење на своите прекрасни ноктиња. И тоа почиња да кастри, летаат проектили на сите страни низ цело мало. Так, 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 чум, 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 чум. За среќа, се уште никој нема настрадано од залутан нокт. Ајде друг пат ќе правиме муавет. Другарче, во нашиот народ има еден израз, вика ја не пијам нафта. А тоа се однесува на нешто као некој те мафта сака да ти продае магла, ама ти не си мутав, демек не пиеш нафта. Македончето излезе не дека пие, него ја љока со тони нафтата. Деноеве километарски колони чека да се напијат нафта и да заштедат 500 денари. Тоа што со 500 денари можеќе доживееме, да можеме да купиме само литро млеко, јогурт и пола кило леп, не е битно. Битно е ние да се напиеме нафта. Додека некој од надвор или од натре не мафта и ни продава магла. Па на здравје, сркај народе. Анета Ивановска боледува од карцином на хранопроводот. Оваа сложена операција чини 40.000 евра и ќе биде извршена во Германија. Доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 143 478 за корисниците на А1 и 143 303 за предплатниците на Телеком. Ви благодариме на човечноста. Во секој од нас живее чудно слепило. Се гледаме, освен самите себе. Пријатно. Пријатно.